Во денешното второ студио во вестите на Канал Вис е директорот на јавната установа Детска радост од Струмица, Васил Бубев. Директоре, добре дојдовте во вестите на Канал Вис и секако прв пат во нашата телевизија. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Прв пат во телевизијата, веројатно зашто се случуваат работи некои добри за градинката, па очекуваме уште подобри работи, да бидеме пак контактирани да продолжиме понатаму. Така, се надевам на долгогодишна соработка. Вака, ве викнавме по повод и со причина. Вашата градинка, тоест градинката во Струмица, доби финансиски средства за реконструкција на клон 4, односно градинката кај Црвен крст. Струмичани така си ја знаеме ние, градинката кај Црвен крст. Што конкретно ќе опфаќа целата активност, што е планирано со реконструкцијата? Па еве вака, значи благодарение на сите форумски сесии на општина Струмица во планирањето на буџетот на општина Струмица, ние успеавме со нашиот тим од нашата градинка да направиме еден добар проект кој што ќе биде финансиран од UNDP и Швајцарската агенција за развој и соработка, кое што средства се $50,000 и со нив еве направивме еден добар проект кај што ќе добиеме многу подобри услови во клон 4 на нашата градинка. Тоа всушност ќе ни опфати реновирање на поголем дел од внатрешноста на градинката и на дел од реквизитите наши потребни. Всушност ќе опфати замена на столаријата во градинката, реконструкција на подовите, во градинката тука зидови и светличките тела, во самата градинка во клон 4. Што е најважно, ние тука учествуваме во проектот, даваме значење и на децата со посебни потреби, каде што припремаме еден мощен добар кабинет за нивните потреби, за да може да се овладуваат посебно во областа на посебно што ќе биде потребен за нашиот логопед, за да може да ги изведува нејзините задачи. И со тоа сметаме дека ќе постигнеме доста подобри услови во квалитетот на нашите програмски активности. Да споменам дека тука ќе бидат заменети кревечињата и масечките и столчињата, да, каде што еве со тоа сметам дека дечињата во тој клон ќе бидат во вистински услови. Така. Кога започнувате со активности? Така, активностите се планирани по сите насоки на UNDP, се планирани да се изведуваат во периодот од јануари до крајот на јуни, каде што завршно на крајот на месец јуни треба да биде тоа се подготвено. Всушност ние за наредната, еве да кажеме, година кога ни започнува масовно децата во градинка од септември, мислиме дека веќе ќе влезат во многу по-добри услови. Всушност така ни се викаше и проектот квалитетни услови за среќни деца. Со тоа мислам дека задоволуваме конечно на сите активности на UNDP и задоволуваме на општинските форуми кои што беа спроведени. Така, се надевам дека ќе реализирате во предвиденото време определениот рок од UNDP и ќе можеме од септември веќе новите дечиња и оние кои што веќе го посетуваат овој клон 4. Значи ли тоа дека додека се работи во внатрешноста на градинката, децата каде ќе ви бидат сместени? Па сега тука и планираме како тоа што ќе биде изведено. Може би ќе има дел од активностите кои што ќе ни помогнат ако така бидат, да бидат парцијално изведувани, за да може ние децата од една страна на клон 4, од еден блок, што се вика, да можеме тука нешто да калкулираме со сместувањето на децата и нивните активности, но планираме да опфатаме деца и во клон 3,
популарно кај болницата, централата, кај што е администрацијата. И тука нешто да се префрла дел од децата. Префрлеме дел од децата за да би можело непречено да се одвијат активностите и да бидат завршени до крајот на јуни. Така, во последните неколку години јавната установа Детска радост од Струмица имаше неколку активности во однос на реконструкција на клоновите. Сведоци сме за тоа во градинката, во паркот, популарно кажано меѓу струмичани, се зголемува потребата од простор. Да. Имавме и преадаптација на целодневниот престој на учениците одека во оваа градинка. Нешто ново сега за оваа година што го спроведовме. Активни сте, еве, се трудите преку проектни активности, претпоставувам дека со сопствен буџет имате, располагате. Сметате ли според вас, еве, вие како прв човек на детската градинка, дека е потребна нова градинка на Струмица? Уште еден клон? Па така, запознаени сме од Министерството за труд и социјална политика дека во план е во наредниот буџет да се изгради уште една градинка со доста добар капацитет, околу 200 дечиња, и тоа во новата населба, касарната, кај што се новите згради. Веќе рековме, Министерството за труд и социјална политика ќе финансира влезене проектот за 2019 проширување на капацитетот во клон 2 паркот. Така. Веќе тој е одобрен проект и сметаме дека убрзо време и тој ќе се реализира, со тоа што ќе ги изголемиме капацитетите на градинката, што ни се многу битни и многу потребни заради квалитетно изведување на сите активности во нашата установа. Имате полна раце работа. Да, полни раце работа, но благодарение сепак кажувам на сите инволвирани во нашата установа, кои што сите се на еден начин најдоа тука детска заштита да биде приоритетна. Така. Барем веќе конечно да биде приоритетна, бидејќи нашите деца се богатство наше, кај што од тука потекнуваат сите понатамошни градини на личност и тука се стекнуваат со сите. Мислам дека најбитна детската градинка во моментот ако сакаме нешто здраво општество. Моје мислење се слагат сигурно така, сите активности секако ви се поврзани со децата и за добробит на децата. Да. Како што и кажав и пред малку, ќе имате напорен период, но нашата екипа ќе следи и ќе ги информира гледачите за сите активности и за сите чекори кои што понатаму ќе бидат превземени. Јас ви благодарам за учеството во вестите на Канал Вис. И повторно ќе кажам дека нашата екипа нема да изостане да ги следи вашите активности. Се надеваме на понатамошна соработка, ќе бидете секој пат известувани за се, што е уште еднаш благодарност на сите инволвирани во сите тие проекти што ќе ни дадат на нас подобри услови за сите работи во градинката, тука општината, тука да не се повторувам, UNDP, и благодарение голема на целиот тим наш во градинката кој што со полна пареа учествува во сите проекти и се надевам на брзи резултати понатаму. Така. Директоре, јас ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на